Здраво на сите. Шо сум јас? а, 2025-та научих многу работи. Што значи 2026-та е сега. Среќни празници, Христос се роди, среќна нова година. Се надевам оти убаво се поминате, се надевам оти сте добро сега. Не знам што видео ќе биде ова. Едноставно ќе се искажам се што ми лежи. Имах идеја што видео да биде ова, ама од кога пуштих камерата едноставно се пресечех. Доколку се потрудам да ми текне, а ќе се потрудам, мада и да не се потрудам, ќе ви кажам. Саатот е моментално 5 до 2. И сигурно се питате зашо не спием. Пошто премногу размислувам. Да. Уствари не оставам да се одморе мозокот, не го оставам мозокот да малку што се веќе пушти го мозокот на пасејне, нели? Многу мислам. А не треба. Беспотребно, useless. Многу се замарам. Има во еден филм кој што се вика Passengers од 2016 со Крис Прат и Дженифер Лоренс, кој што уствари они се као заглавани во брод, фактички брод, вселенски брод, авион, као не знам, немам појма. И они патуваат низ вселента и внатре се со роботи полно. И они не знам колку милиони светлосни години треба да патуваат за да стигнат до некоја тамо планета Арно, ама као погрешка мшкото се разбудува од таа капсула као и разбудува едно женско за да не му биде досадно као и они го направат светот подобар за луѓето утро наин као кога ќе стигнат да усвари се нели или кога ќе се разбудат да видат усвари поубав свет во тоа авион. Мање битно. Има еден quote там, цитат. И таму му кажува усвари роботот Шанкер на Крис Прат. Don't care about the things you can't control. Live a little. Што искрено и во право као. Зашо би се заморал ако гледаш ти работата не можеш да ги смениш. Као едноставно покушај да живееш, да уживиш малце, да се секираш за тебе, а не за нешто што не можеш да контролираш. Ако се уште не ве е јасно зашо во видео го правим, мене не ме е јасно. Искрено. Как влевам во 2026 година? Не знам. Се уште не може да се надам среќта, барем јас така мислам. Не можам да замислим среќта. Как изгледа, за да би знаел што бркам. Работата што не бркам ништо. Работата што не знам да бидам среќен. Многу пати сум кажал и пак ќе кажам, мислев оти кога ќе се вработам оти ќе имам пари и ќе бидам среќен, ама усвари сватих оти не среќта се во парата. Во 2025 година, која што усвари беше пред 10 дена, бех сезонски на работа во Хрватска. Бех во Пула, бех во Црквеница. И искрено го се поменах, нели, видех нешто ново, нова околина, нова средина, се си промених. Вамо тамо мислење, акълот малце го смених. После тоа кога се врнах отидах за Италија, да гледам Челси и Аталанта. И исто така се поминах убаво, гледах различни, нели, различна култура, прошетах низ Бергамо и така енаки. На крајот од денот си идиш дома. Сега работата е што не ми отиде од дома и туку автоматски јас, пошто овертинкум, се го поврзувам право цитатот Where are you headed when home doesn't feel like home anymore?
Од кога сум дојден од Хрватска, помина цел септември, цел октомври, цел ноември, цел декември, ја го јануар точно. 5 месец, 4,5 месеца. 90% од времето сум дома затворен. Не дома као сум моите. Сам. Примитивот и ми сметат луѓе. И се повеќе и повеќе сакам да бидам сам. Али знаеш, кога пробувам да најдам некој за мабет или за комуникација, 90% од времето сум јас тоа што сум одбијан, од причина што јас сум досаден, или замарам, или очигледно некој не сака да прави мабет со мене. Многу се замарам. Неозбилно. Ми се вртат неколку песни во главата, кои што се поврзани со лошо расположение. Океј. Не знам кај се виќе во обат. Ва фаза која што се наоѓам моментално, не знам кај се виќе. Не знам што ми фали. Од секој пат сум сакал да бидам некој што ќе биде виден. Во која смисла ќе биде виден? Ќе биде приметен. Значи, од секој пат сум сакал да ве направам среќни. Да ве насмеам. Од секој пат сум сакал да бидам доволен за вас. И покрај хейт коментарите има доста луѓе што се као браво, као окей, добро видео, супер и така неки. Али дали сварно го мислите тоа или само ради тоа што сте као Лаки Кладел видео као да му коментирам. Ако ништо друго, барам во мои очи сум сакал секој пат да бидам доволен за сам себе пред се. Нели, кој не сака да биде добар во нешто. Не морам да бидам добар во ништо. Као нека бидам лош во сите работи. Само да бидам добар во подобрување на расположението на другите би било добро. Пошто зашо да не би во направил среќен, например. Зашо да не би во насмеал ваден ако објавам видео. Ми се снимат видео секој ден. Не знам што да снимам. Тие што ме пратите на стори, гледайте, преку 5 дена клавам, дајте ми идеи за YouTube. Немам мотивација. Ајде ќе го преименуваме тоа, немам мотивација во друго. Не сум расположен за да снимам видео. Едноставно сум разочаран. Не знам од што. Али немам желба за ништо. Значи, буквално сега да ми испадне некоја златна рибка или дух што исполнува желби или било што и да ми каже ќе ти исполнувам една желба, 2 желби, 3 желби, 5 желби, 10 желби, колку сакаш ќе ти исполнувам, само за да бидеш среќен. Што би посакал? Не знам. Верувајте ти, не би знаел што би му посакал. Ето, моментално пробувам да се сетам на нешто што би ме направил среќен. Не знам. Знаеш, некој ќе каже, па као, имаш родители, треба да бидеш горд, треба да бидеш задоволен од нив, треба да бидеш среќен што ги имаш. Не е така како што мислите. Не сте били во моја кожа да видите дали треба да бидеш среќен што имаш родители. Јас сваќам тоа е лошо да немаш родители. И јас сваќам тоа е лошо да не си ги видел никогаш своите родители. Ама не е поентата во тоа само да имаш родители. И шо кажам?
Не, шо... Седнувам заедно со моите на маса во дневната, без разлика седме заедно. Не усеќам ништо. Една празнина, една ладна енергија. Не знам зашо, ама многу често се усеќам како да не припаѓам, меѓу многу често се усеќам како да не припаѓам во society, општество. Во општеството. Не. Многу често се усеќам како да не припаѓам во склоп на луѓето што се околу мене, на луѓето што ме знаат, на луѓето што имат моабет со мене. Мислам, као немате потреба да се замарате со мене. Стварно не би знаел што корис би имало од мене, ето. Знаеш, не е поентата некој пат само физички да бидеш присутен во нешто така. Некој пат е потребно да бидеш корисен за нешто. Јас не знам зашо сум корисен. Стварно не ми е јасно. Едноставно многу пати пробувам да најдам работа што би ме правиле среќен, ама изморен сум. Ама изморен сум од трудење, така, изморен сум од баркање. Секој ден. Брки нови работи. И ништо од тоа да не ме исполнува. Не можам да кажам оти проблемот не е во мене. Заради тоа што е проблемот во мене. Знаеш, имаш потреба, го усекиш во тебе, оти треба да излезе тешкото, не знам каде го профункционирам таа топка во грлото или как сакаш кажи. Не бива да се исплакиш никак. Не постои начин. Не ти иде едноставно. Знаеш кога ти се плаќа, а не можеш да плакаш. Ако не знаеш, не дај Боже да знаеш, пошто не е го. Не можем да го опишем тоа чувство. Се исто ти. Океј, не сакам истите моабети да ипнам. Ги правам многу пата тие моабети. Имате ли нешто да ме питате, као, имате ли нешто да ми кажете? Да почнеме од ова видео да поставаме прашање во коментари и као едно по едно прашање да бие моја идеја за видео, моја не знам, да кажеме контент за видео, например, на секој ваше прашање кое што ќе го одговарам да биде тема за видео. Например, као да почнеме да се снимуваме теми за видео. Например, ако вашето прашање е пример промовет, како го сваќаш животот од страна на неутралец? И тоа да биде новиот наслов за новото видео. И така наќе, значи што по-креативно прашање, али нормално да има смисло, мислам дека тоа ќе биде некој ново видео на мојот канал. Ми се сними искрено. Сакам да снимам, сакам да се дружиме, сакам да се смееме. Знаеш што кажал Фјодор Достоевски? Најдобриот затвор за затвореникот
е оној затвор во кој што затвореникот не е свесен дека е затвореник. Знаеш, напојма. Не знам зашо го објаснам. Сигурно знаете. Понекој пат сакам да го погледнеш видеото, без разлика кој да се што го гледаш од таа страна во видео и као да пробиш да ме сватиш преку изразување на емоција, преку изразување на експресија, немам појма, експресирање емоција, израз на лицето, говор на телото, да сватиш што се дешава со мене. Прво нешто што ми се врте во главата моментално е као, ја во се жале, во се сака да го сужалеват. Не сакам никој да ме сужалева, не сакам никој да ме жале дека види го во лаки така моја, вака моја, и да ме сретнеш ти утре на улица да ме питаш добар ли си ова. Не, него само сакам да ви дадам јасна слика, да ви зацртам една поента оти и ваа страна на светот постоја. Оти на никој не може се меде млеко, али може некој не му е толку колку што ме на мене. Не викам оти мене ми е најлошо од сите. Али сакам чисто и мојата страна да се искаже, пошто можеби мојата страна е различна од твојата. Сакам да ви стане јасно оти утро на ден доколку ето, не дај Боже, треба да помогнете на некој ваш член од фамилијата со слична ситуација, треба да бидете спремни на се. Не знам каква помош би му пружили. Али ето, да бидете спремни е битно. Пороснах, се смених физички, а уште сум исти од јас. 2026 година. Знаеш од кога снимам? Од 2016. 10 години кога е ова канал отворен. И јас сум уште исти од кој што сум бил. Надевајќи се на нешто подобро, надевајќи се на нешто различно. 10 години исто. Тоа е, шефе. И поздравам.